Вести на Слободна тема. Владата го усвои предлог законот за финансиска поддршка за социјално ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза. Според планот на владата во следните 4 месеци финансиската помош од 3000 денари или вкупно 12000 денари предвидено е да добијат корисници на право на социјална сигурност за стари лица, корисници за посебен додаток, корисниците на правото на надоместок заради попреченост, лица со попреченост и трајни промени во здравствената состојба, како и други типови на социјално загрозени лица во земјава. Од сада само велат дека сите пратеници во собранието треба да го поддржат предлог законот за финансиска поддршка на социјално ранливите категории граѓани за справување со енергетската криза со цел помошта кон граѓаните да започне да се исплаќа веќе следниот месец. Јавното предпријатие ЈСП Скопје утре во 12 часот ќе протестира пред владата поради како што велат нередовната исплата на јавниот долг од страна на централната власт, но и од страна на општините за превозот кој го врши предпријатието на учениците и на студентите. Поради ваквата одлука на град Скопје и на ЈСП Скопје се доведува во прашање нормалното функционирање на јавниот градски превоз во Скопје, поради што скопјани можат да останат без јавен превоз. Од град Скопје велат дека во моментов на ЈСП Скопје Министерството за образование и наука му должи вкупно 120 милиони денари. 40 милиони денари должат општините, а дополнителен финансиски притисок, како што истакна предпријатието, чувствува и поради наследениот долг од 90 милиони денари кон приватните автобуски превозници. Од град Скопје изразуваат надеж дека час поскоро властите ќе ги подмират своите долгови тековните обврски за, како што рекоа, предпријатието да може редовно да исплаќа плати на вработените и да ги извршува тековно своите обврски. Собранието денеска нема да расправа за избор на Ристо Пенов од ЛДП за нов министер за локална самоуправа, иако според дневниот ред на 88-та седница беше прва точка. Собраниски извори велат дека изборот на Пенов ќе почека бидејќи премиерот Димитар Ковачевски со владина делегација е во посета на Обединетите Арапски Емирати. Расправата за изборот на Пенов може да трае неколку дена во зависност од тоа колку пратеници ќе се пријават за збор, а премиерот Ковачевски како предлагач на новиот министер треба да биде присутен на собраниската седница. Владина делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски е во работна посета на Абу Даби, Обединетите Арапски Емирати. Како што соопшти владината прес-служба, целта на посетата е директна комуникација со инвеститори и средби со представници на инвестициски фондови за подобрување на економската активност на државата во услови на најголемата светска економско-енергетска криза. Во рамките на посетата премиерот Ковачевски заедно со министрите за финансии Фатмир Бесими, за транспорт и врски Благој Бочварски и за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николски ќе ги представат нашите макроекономски политики, развојните цели во нашата земја и можностите за инвестиции. За таа цел ќе се остварат неколку билатерални средби со представници на фондови кои се продолжение на веќе остварена соработка, се со цел да се постигнат конкретни резултати. Ќе се дискутира за можностите за искористување на развојните фондови што по поволни услови инвестираат во проекти, тоа во областите инфраструктура, агробизнес, туризам и енергетика со фокус на обновливи извори за енергија. Владата и покрај светската економска и енергетска криза и актуелните случувања во Украина и нивното влијание на глобалното ниво останува посветена на постигнување економски раст со стапка над 5% во наредните години, засновани на растот на инвестициите и потрошувачката, се наведува во владиното соопштение. Доколку Србија воведе санкции кон Русија, ќе се направи политички харикири, изјави рускиот заменик министер за надворешни работи Александар Грушко. Грушко вели дека Москва би била разочарана доколку Србија воведе санкции против неа и дека е убеден дека секоја влада која се води од националните интереси нема да врши политичко харикири со воведување санкции против Русија. Според него и Западот, кога воведува санкции против Русија, сушност воведува санкции против себе. Српскиот председател Александар Вучич го прими Грушко за време на неговата посета на Белград на 13 октомври, но детали од разговорите не се познати на јавноста. Руските воздушни напади од 10 октомври уништија 30% од украинските електрани, изјави украинскиот председател Владимир
Зеленски. Тој на Твитер напише дека нападите предизвикале масовни прекиди на струја низ Украина и дека не е останал простор за преговори со рускиот председател Владимир Путин. Зеленски обвини Русија за убивање и тероризирање цивили по денешните воздушни напади врз украинските градови. Руските сили денеска нападнаа енергетската инфраструктура во северниот дел на Киев, а регистрирани се неколку експлозии во градот Житомир. Сите 4 украински региони кои неодамно беа анектирани од Русија се под заштита на рускиот нуклеарен арсенал, потврди денеска Кремљ. Предходниот месец рускиот председател Владимир Путин изјави дека Москва е подготвена доколку е потребно да го искористи нуклеарниот арсенал за одбрана на територијалниот интегритет на Русија. Председателот на САД Џо Бајден посочи дека оваа закана на Путин го донела светот најблиску до Армагедон од кубанската криза од 1962 година. Минатиот месец Путин објасни дека анектираните украински подрачја ќе бидат дел од Русија за секогаш, но Русија засега целосно не ги контролира тие подрачја и допрва ќе треба да се дефинираат нивните граници, пишуваат дел од западните медиуми. Неколку недели пред среднорочните избори во САД, републиканците ја подобрија својата позиција со тесно водство пред демократите. Главна причина се загриженоста од економијата и инфлацијата, се дознава од најновата анкета на Нью Йорк Таймс и Сиена Коледж. Според анкетата, 49% од испитаниците се определиле дека на изборите на 8 ноември најверојатно ќе гласаат за републиканците, тие да ги представуваат во Конгресот, додека 45% за демократите. За републиканците ова е подобар резултат од претходниот во септември, кога демократите водеа за 1% поен. Американците се загрижени од економијата, пред се поради незапрената инфлација и постепениот пад на берзите. Бидејќи на власт демократите, како најодговорни, тоа ќе биде определувачко за кој тие ќе го дадат својот глас. 44% укажале дека се загрижени за економијата, голем скок од 36% од анкетата во јули. Се дознава дека гласачите најзагрижени за економијата во огромно мнозинство или повеќе од 2:1 би гласале за републиканец представник во Конгресот. Од анкетата исто така се дознава дека и независните и жените се свртуваат кон опозицијската републиканска партија и покрај активноста на демократите за заштита на правото на абортус. Ги следевте на новите вести на Слободна ТВ.